Жителите на Визбегово имаат проблеми со легализацијата на своите домови и покрај илјадниците изградени куќи. Само мал дел успеале да ги легализираат. Инвестираа стотици илјади евра за да обезбедат кров над глава, но се уште не успеаа да ги добијат документите за земјиштето и куќите. Велат дека ова прашање им предизвикало и други проблеми, како што е неисполнување на условот за промена на адресата на живење, како и немање можност да ги регистрираат броилата за струја, бидејќи од нив се бара имотниот лист на објектот кој се добива по легализацијата. Jam preta nushe, jam se 11 vjet këtu. Shtëpiat i kemi në Reçat i di shtëpia, për legalizim kemi problem se ne legalizojmë. Kemi bënda var dokumentash, për dokumentat kam letër njoftim, Vizbeg, Butel me adresë me këto. Amosh tash nuk e di ka do të tërsem. I kum dorzuar herë dokumentat për legalizim. Ato be kishim pas refuzuar. Letra e njoftimin, po e kam Brest. Brejës, pezon, amo këtu shkutorizare, në Liraganta kuhet rruga, që ashtu ja kanë lënë këto. A po ju ndrojnë adresën, apo ju qesin për këtu? Vallaj, dikuna ja kanë rruga, që na kanë lipën dokumenta për strujës, shka I kemi që ato. Tjetër prej posedimin e tokës, a ju kanë lyp dokumentat shtëpisë? Na kanë lipë dokumenta tokës I kemi. Shka I kemi bon dogovoret atëherë. Еден од жителите на Визбегово, кој е општински советник во град Скопје, вели дека граѓаните од овој крај наидуваат на општински бирократски лавиринти кога се работи за вадење документи. Халиде Палоши рече дека оваа населба е многу населена во последните 25 години, но општината нема направено детален урбанистички план за да го спречи проблемот со имотите изградени без документи. Таа вели дека оставени сами на себе, иако ги плаќаат сите даноци. Инвестирале во неколку инфраструктурни проекти за функционални улици и улички на Визбегово. Të gjithë ato të cilët nuk I kanë legalizuar prej fillimit edhe deri tash prapë I kanë ato probleme. Se legalizimi nuk bëhet aq lehtë. Këtë çështje kemi ngritë edhe në baza partijake, se duhet ju ndihmohet këtyre banorëve, se duhet të hapet një zyrë, edhe një jurist që e njeh mirë këtë çështje, që të munden banorët të legalizojnë tokat, nikosisht edhe të bëhen banor të Vizbegot. Од општина Бутел велат дека 95% од барањата за легализација не ги исполнуваат ниту условите. Од оваа причина градоначалникот на општината Дарко Костовски рече дека повеќето барања не се ни разгледани, бидејќи немаат законска основа и се изградени по укинувањето на законот за легализација на дивоградбите од поранешниот претседател Стево Пендаровски. Костовски рече дека овие објекти нема да се рушат, туку ќе се чека нова законска рамка за легализирање. Станува збор за одреден процес кој што во многу места од тие условно кажано барања, затоа што голем број од тие и не се процесуирани барања, туку се општо барања на граѓаните, нема законска можност да има одредена легализација. Во секторот за урбанизам на општина Бутел во моментов има 426 активни предмети, само од населбата Визбегово, од кои според општинските власти не повеќе од 3 до 5% целосно ги исполнуваат условите за легализација, поради неправилност на имотно-правните прашања. Од општина Бутел велат дека во последната деценија, во која истекоа 2,5 градоначалнички мандати, во Визбегово се извршени вкупно 274 други легализации. Инаку општина Бутел е формирана пред 20 години.